Добар и убав ден, драги мои, и добре дојдовте во уште едно издание на 4 сезони. Јас сум Дејан Христовски, водител и автор на ова готварско шоу, а на денешното мени имаме рибина чорба од крап. Гледајте не и бескрајно уживајте. Рибина чорба или чорба од риба. Луѓето кога одат во Охрид, едвај чекаат да стигнат и да јадат убава охридска рибина чорба. Кога одат во Романија или во Унгарија, исто така уживаат во вкусот на нивната рибина чорба, која е доста јака и со многу црвен пипер и така натаму. Едноставно, од рибата можеме да направиме превкусна чорба. Можеме да употребуваме еден вид на риба, можеме повеќе различни, како например хрватите во нивниот бродет, најмалце 3 врсти на риба. Многу едноставно, многу вкусно, многу препознатливо и оние кои сакаат да јадат риба, вистински уживаат во вкусот на рибината чорба. Јас денеска одлучив да правам рибина чорба со крап. Во една од минатите емисии готвев филети од крап, ми останаа главата, коските, опашот и остатоците од рибата, јас си ги вакуумирав и ги ставив во фрижидер. Сега ќе ви кажам едно трикче. Прво и основно, за да направиме добра рибина чорба, мораме да направиме добар рибен бујон. Што значи тоа? Многу е важно коските, главата и се што имаме од рибата останато да ставиме во ладна вода. Постепено, полека, на средна температура, така ќе го добиеме најдобриот вкус на рибата. Затоа, во ладна вода ќе ги додадам остатоците од рибата, многу внимателно, и што се ни е потребно дополнително за овој рибин бујон или фонд, секако зеленчук. Јас одбрав да ставам кромит, морков, и целер, како што кажав, секогаш на средна температура, најмалце 40 минути треба да крчка полека бујонот, за да го добиеме вкусот на рибата и да добиеме одличен рибен бујон. Откако ќе додадам се, веднаш ќе почнам да го спремам и зеленчукот за чорбата. Што значи тоа? Земете едно големо тенџере. Наместете го малце пониска температура од среден оган. Ете така. Ставете го, прво, добро да се загрее. Додека тоа се загрева, јас како што кажав, ќе го обработам зеленчукот. Како филетата од крап, јас си ја вакуумирав и ја оставив во фрижидер и немам веќе никаков проблем. Едноставно го продолжив рокот на траење. Не ја замрзнав рибата, затоа што со секое замрзнување рибата губи од свежината и така натаму, бидејќи ладното суши. После на крај ќе ви кажам и како ќе го додадам месото од крапот во чорбата. Меѓутоа, прво ќе почнам од кромидот. Кромидот многу ситно ќе го исецкам. Додека тавчето си се загрева, јас ќе го исецкам кромидот, па ќе ставам маснотија и веднаш ќе го додадам кромидот. Меѓутоа, кромидот не смее да карамелизира. Ќе застакли, ќе омекне и постепено ќе ги додаваме и другите зеленчуци. На крај ќе додадеме ситни исецкани пелати, малце магдонос, лукче, ловор и ќе оставиме сето тоа полека да си крчка. Ама многу важна работа, ќе додадеме рибен бујон, кој ќе го направи вкусот на оваа чорба да биде навистина одличен. Исецкајте го многу ситно кромидот. Или ако имате убаво блендерче, ставете го и во блендерот. Пашканатот и морковот ќе ги исечам на тенки кругчиња, а пиперката ќе исечам на долги ленти. Додајте масло
во загреаното тенџере, меѓутоа не многу. Ставете и неколку зрнца бибер во зрна и во бујонот и во тенџерето. Кромидот ситно убаво го исецкав. И сега ќе го ставиме полека на среден оган да се пржи, ама не да карамелизира како што ви спомнав. Кромидот си се пржи, а јас за тоа време ќе го исецкам и морковот. Во оваа рибина чорба многу е важно бујонот да го направиме како што треба. Кога бујонот ќе почне да крчка, ќе пушти и пена ќе собере. Земете ја пената и отстранете ја. Да остане само чист бујон. А месото од коските и од се што има од рибата внатре, од како ќе се подолади, ќе го извадиме месото и ќе го додадеме на крај во чорбата. Пашканатот исто така ќе го исецкам на мали тркалца. Тој ќе даде една посебна блажина на чорбата. И ќе биде навистина идеален кога ќе го јадеме. Овие поголемите парчиња на половина, па на четвртина и ќе ги исецкаме и нив тенко. Целер, меѓутоа од стеблото. Многу важен зеленчук кога правиме рибина чорба. Одлично одговара со вкусот на рибата. Ќе го исецкаме и него ситно. Исецкајте го, кога ќе биде све готово, да се почувствува и да се види во чорбата. Тоа е многу важна работа. И секако, секогаш, кога јадеме рибина чорба, мора да имаме луто пиперче или да направиме макало. Во Охрид, најпознатото макало од лук е навистина вистински деликатес. Има неколку рецепти, меѓутоа, едно од главните трикчиња кога правиме макало, охриѓани велат дека лукот мора да биде смрзнат и така да се блендира. Сега во последно време има многу различни типови на макала и со различни вкусови, што е и за пофалба, нели? Ако мене ме прашувате, јас во рибина чорба да го сакам вкусот на лук, меѓутоа сакам да ми биде киселкаста. Тогаш вистински уживам додека ја јадам. Еве го и целерот. Колку убаво мириса. Сега можам да додадам и црвена пиперка, меѓутоа црвената пиперка ќе ја исечеме на тенки ленти, жулиен. Треба да внимаваме колку пиперка додаваме, затоа што пиперката има многу јак вкус и може да го земе вкусот и на рибата, а на и сите останати зеленчуци. Така да, од оваа една голема пиперка, малку повеќе од пола ќе ми биде сосема доволно. Компирот ќе го исечам на поголеми парчиња, да двои малце од другиот зеленчук. Тоа значи ќе го исечам на половина, па на четвртина и
четвртинките на половина. Скробот од компирот ќе помогне да добиеме и подобра густина на чорбата, што е исто многу важна. Меѓутоа, ако не сакате да додавате компир, чорбата ќе биде бистра, ќе биде многу убава и нема да биде густа. Едноставно како супа со риба. Ќе додадам ситно сецкано лукче и ќе зачинам дополнително со црвен бибер, сол и црн бибер. Без разлика што внатре имаме зрна бибер, јас ќе додадам уште малце. Затоа што ситниот бибер ќе даде поубав вкус, повеќе ќе се чувствува. А основата за вкус на бибер го даваат зрната, кои заедно ги пржиме со останатиот зеленчук. Штубаво мириса. Лукчето го додадов. Ќе додадеме малце црвен пипер. Да, ова ќе биде црвена чорба со риба. Бибер. Сол. И секако дафинка која ќе го надополни вкусот. Со овој зеленчук и со ова месо треба да направиме чорба околу 2,5 литри. Сега со зачините, целата оваа смеса од зеленчук уште поубаво замириса. Сега, на крајот, пред да ги додадеме доматите, ќе додадеме бело вино. Околу 150 мл ќе биде сосема доволно. Ќе деглазираме со бело вино и ќе почувствуваме за кратко време мирис на алкохол, тоа е од виното. Ќе оставиме неколку минути тој мирис на алкохол да го снема, а потоа веднаш ќе ги додадам и доматите од конзерва кои ги исецкав. А имате и сецкани во конзерва. Виното испари, сега ќе ги додадам сецканите домати. Ќе измешам уште еднаш и полека ставам 2 цедалки за бујонот да биде бистар. Ја собрав пената. И сега ќе почнам да додавам полека. Колку убаво мириса овде кујната денеска. Чорба си е чорба, луѓе мои. Каква и да е, велат дека лажица треба секој ден да игра. Да се јаде чорбеста храна. Затоа постојат емисии како мојава, каде што полека, но сигурно, ако гледате, ако внимавате, ако имате желба, ќе научите да правите убава и вкусна, разновидна храна. Сега чорбата, од која ќе го додадеме бујонот, ќе ја оставам да крчка, меѓутоа на среден оган. Никако брзо. За тоа време ќе се олади зеленчукот и коските, остатоците од рибата, ќе го извадам и месото и ќе го додадам во чорбата. А на крај ќе го земам парчето од филираниот краб, ќе го извадам од кожата и на крај ќе го додадам во чорбата, за да не се превари, да останат цели парчиња кои ќе ја сервираме, да се види парчето риба во нејзе. За вкусот не сакам ни разговарам, ви кажав колку убаво мириса овде на рибиниот бујон. Сега ќе земам само да пробам на вкус. Одлично. Одлично. Треба да рачунате дека сега вкусот што го има чорбата не е финалниот вкус. Течноста ќе редуцира, а со самото редуцирање ќе се зголеми и вкусот и на солта, и на сите зачини, и на зеленчукот и така натаму. Затоа,
Не брзајте веднаш да додавате зачини, него зачинот секогаш дополнително се додава пред крај на чорбата, 10 минути. Зошто 10 минути? За да се обработи и се што има внатре да прими од зачинот. Чорбата, драги мои, е готова. Сега, ова е месото што го извадив од коските, од главата, од сите отпадоци што беше. Убаво го проверив да нема некое ковче, проверете го и вие, тоа е многу важно. И сега ќе го додадеме во чорбата. Нежно ќе промешам, како мириса чорбата, луѓе. Што да ви кажам? Сега, крапчето ќе го исечеме вака на парчиња и ќе го додадеме во чорбата. Меѓутоа, без кожата. За ова да го направите со било која риба, посебно со крапот, прво и основно ножот мора да биде многу оштар. А второ, на косо, малце засечете, спуштете надоле и повлечете само до кожата. Нема каде да одите. Еве и од обратна страна. Ова вака ќе освртам да ви покажам уште еднаш. Држете ја кожата и еве го моментот. Сега парчињата риба ќе ги ставиме во чорбата. Секако ако правите поголема количина на чорба, ќе ви треба и повеќе риба, нели нормално. И додека рибата неколку минути се обработува, нели мора да биде добро сварена, ама не преварена, затоа што тогаш ќе изгуби формата, а вака ќе биде мека, сочна и многу вкусна. Ние ќе направиме еден прелив. Што ми е потребно? Сол, оцет, колку оцет, толку масло. Вела дека така било најдобро и на вистина е така. Сега ќе го измешам сето тоа. Може да додадете и лукче, оние кои сакаат, а со чорба секогаш иде, нели. Сега јас ќе сецкам едно чешне, само ова да го измешам убаво, одлично. Вака и лукчето. Излупете го и ставете го во пластичен сат или во метален сат во вашиот фрижидер и секогаш ќе го имате готово и спремно. Еве го и лукчето ќе го додадам. Сега ќе сецкам Макдонос. Макдонос ќе сечам и за чорбата, меѓутоа и за преливот со лукче. Овде ќе додадам во пиперките, затоа што целата оваа смеса ќе ставам во пиперките, па кој сака може да си земе пиперка, а кој не сака, нека си стави само од преливот. Едноставен прелив и многу вкусен за сите видови на чорби. Каква свежина дава Макдоносот, а сега е добро затоа што го имаме на нашите пазари и во нашите маркети постојано. Сакам многу ситно да биде исецкан. Сега во последно време гледам по нашите кафани со традиционална храна, почнуваат да ставаат и балзамиран оцет на масите во карамфинглите, така да може и со таков оцет, оној кој сака балзамиран оцет, може да го користи. Сега нежно промешуваме, да не ги скршиме парчињата риба. Одлично.
Све што ќе капне ќе избришеме, меѓутоа внимавајте. Ставете во една голема чинија и ставете ја на вашата трпезариска маса. Бескрајно уживајте во вкусот, затоа што оваа чорба навистина заслужува почит. Не само што изгледа вкусно, него и многу е вкусна. И пак ќе ја направам и за мене, и за сите оние што ќе готвам. Мојата фамилија, моите пријатели, погледнете го. Сосема доволно. Уште една лажичка да пробам. И тоа е све за денеска, драги мои. Ова испадна навистина мераклиска рибина чорба. Ми се допаѓа. Спремете и лути пиперчиња. Сега е зима, феферонките закиселени или како туршија, секогаш ги имаме во новиот дом, нека ви отворат апетит и, што да кажам повеќе, вистински ќе уживате во оваа чорба. И не заборавајте да си додадете од сосот со Макдонос, сол, масло, лук, а и по некое црвено пиперче за мерак. Телешка чорба, пилешка чорба, зеленчукова чорба. Меѓутоа, денешната чорба од краб е вистинско совршенство. Направете ја и верувам дека ќе стане дел од вашето фамилиарно мени. Посетете го нашиот сајт 4сезони.mk и одберете се што ви е потребно за да сготвите убава и вкусна храна. И секако поздрав до моите пријатели од специјалистичкиот центар за медицина и рехабилитација ПЗУ Ива Беланова. Имајте пријатна и добра ноќ.